Даниела Глигоровска е веќе во студиото на телевизија 24. Зборуваме за иницијатива која што излезе пред 2 дена. Скопје повторно добива саем. Добар ден за Даниела Глигоровска, директорка на Скопски саем. Добар ден, благодарам за поканата. Не сме се виделе многу долго време. Многу долго време од кога го нема саемот, поставувам. 2017 година. Да. Така, сега иницијатива која што ја истакна Ивица Томовски, директорот на службата за општи заеднички работи, веќе имавте првичен состанок, иницијативата е тука. Да. Дајте ни ги деталите. Што се разговараше? Па ние бевме повикани од господинот Ивица Томовски од службата за општи заеднички работи на еден разговор за иницијатива за изградба на саемски комплекс. Скопје нема саем, односно нема хала или нема простор соодветен каде што треба да се одржуваат саемски манифестации. Од наша страна иницијативата е за поздравување. Се што можевме, нели, од овој аспект да дадеме како експертиза, ноу-хау и во тој дел, да, подготвени сме да разговараме. Што му кажавте на директорот? Што ви треба? Скопје од секогаш бил саемски град. Значи, саемот на старата локација беше изграден од 1974, а претходно и на локација под Кале од 1950 година. Значи, повеќе од 65 години Скопје бил на мапата на саемски градови. Да секој скопјанец е посебно доживување кога одел на Панаѓур, на саем, кога дали било на концерт, на Нова година прослава. Да. Нон-стоп имаше саемски манифестации, просторот беше пополнет. За жал сега во овој момент она што го користиме е можеби соодветно за некои помали манифестации, но и тоа е сериозен предизвик за да добиете термин да организирате саемска манифестација. Дори сега видовме што изгубивме со тоа што го дадовме. Ние сме веќе 8 години без сала или простор, хала кој би бил соодветен за саемско представување. Разговорите и она идејата на службата за општи заеднички работи се за поздравување. Значи тоа е идеја и иницијатива која треба и да заживе. Сега во која форма ќе заживе во иднина, тоа треба да се разговара за деталите. Првичните реакции на социјалните мрежи во јавноста веќе се лицитира со локации, луѓето пишуваат Петровец, надвор од градското јадро. Да, но ние навистина не разговаравме конкретно за локација. Тоа сепак оставаме извршната власт да ги разгледа сите можности. Веројатно ќе се избере локација која би била соодветна. Сега, ако ги гледате градовите во околината и во регионот, има различни можности. Некои од нив имаат саеми во централно градски подрачје. Јасно. Дали имам простор во Скопје? Да, некои од нив имаат на надворот, меѓутоа сепак мора да биде блиску до градот. Она што е важно е да биде поврзано, да речеме, со градска линија. Тоа е многу важно, без оглед дали ќе биде надворот. Прво што ми паднало на ум сега во Скопје би било кај расадникот толкав простор голем, меѓутоа таму градоначалникот кажа дека нема да се гради. Навистина немаше таков тип на разговор за конкретна локација. Сепак останува да се видат сите можности и тоа е на извршната власт да донесе таква одлука. Повеќе хали, голем хангар, што најдобро би одговарало за саем во Скопје? Па, можеби она што беше објект каков што имавме со повеќе хали, кој една хала би била поголема и можеби 2-3 помали хали. Сепак ние не сме држава која бара преголем саемски капацитет. Значи, ние можеме да организираме и меѓународни саеми, нели? Да, секако може да се организираат. Саемското представување е многу важно, за секоја држава е многу важно. Најпрвен затоа што секој инвеститор кој сака да дојде, најпрвен доаѓа на саемот да ги испита можностите какви се за влез на саемот. Друго што има голем импакт на економијата. Без оглед за каков тип на саем се работи, посетата е секако многу важна. Дури и сега во овие услови во кои се работи, и во сала каква што е Борис Терековски, таа да речеме дека некако технички ја уредуваме за да има некаков тип на саемско представување, дури и во тој простор ние имаме посета на саемите и до 30.000 луѓе.
што е сериозна бројка за Освен саем за книга, саем за мебел, што саем друго за мебел, сега? Пандемијата организирате? направи навистина еден период во кој не само кај нас, и во регионот, па и во На светски глобално рамки, на ниво, глобално да не ниво се затвараме направи многу. проблем, да, и имаше 1 до 2 години кога и големи саемски куќи паузираа во организирање на настани. Кај нас исто, мислам, покрај тоа што немавме и соодветен простор, но и тој дел направи навистина прекин на организирање на саеми. Од саемот на мебел веќе 3-та година се одржува во помал капацитет, но со 40 изложувачи и со 15.000 посетители. За саемот на книга само саемот на книга, например, остави период на континуитет во кој што се одржува. Тој беше и најмасовен, мислам дека. Најмасовен, Така? да, И кога да. беше на сајмиште? И на старо сајмиште, беше најмасовен. Слики вака ми доаѓа дека препуно е. Да, има преполно, многу. дали со средношколци, дали со возрастни луѓе. Да, и тој остана во рамките на 30.000, некаде 30.000 публика. Тоа е и оној максимум кој по капацитетот и Борис Трајковски може и да го прими во овој момент. Најпосетен настане, значи некаде просечно има по 4.000 посетители во текот на еден ден. Енерготехнома, тоа беше настан што Така, сега го Технома. организиравме. Технома беше најголемиот меѓународен саем и имаше во периодот до 2017 40% од изложувачите беа странски изложувачи. Дали доаѓаа преку амбасади, дали директно доаѓаа како изложувачи, но 40% беа странски изложувачи. Ова минатата година во октомври го одржавме саемот Технома. Сега после толку години и условите во економијата, па и развојот се менува, енергетиката е повеќе во фокус. Саемските куќи исто така поставуваат нови календари на манифестации, нови манифестации, затоа сега Технома се нарекува енерготехнома, бидејќи фокусот е повеќе на енергетиката. После 6 години беше одржан во октомври 24 година, сега е повторно ставен на распоред за октомври 2025. Да, беше сериозен обид и предизвик да се организира и навистина помина солидно и добро. Имаше повторно учество на странски изложувачи, беа и наши компании присутни. Имаше и програма која што се организираше, што е многу важно за еден саем, например. Програма на промоции, така да сметам дека беше успешен после толку години. Ако можеме да зборуваме сега за некаква загуба од тоа што немаме саем, колку пари вртеше саемот на годишно ниво? Па, видете, сега тоа зависи од од години. милионски евра? Неколку милиони евра, да кажеме, но тоа не е само саемски манифестации. Саемот имаше концерти, имаше многу други манифестации, имаше закуп на простор, бидејќи имаше голем простор, имаше канцелариски, магазински простор, да. Во целина, да речеме дека се станува збор за во тие рамки се движи. Во просек колку концерти се прави? Имаше години кога се правеа по 12 повеќе од 10, значи 12 концерти. Прв ми текнува таксират, беше 7-18 години по секоја година. Секојаш во декември. Во декември. Да, сега се она што се одржуваше на саемот, бидејќи Скопје нема соодветен простор, се одржува во салата Борис Трајковски. И покрај тоа што е спортска сала, и концерти одржуваат и саемски манифестации, да. Но термините, кажувам, се предизвик да се резервираат во одреден момент, да бидете сигурни дека го имате терминот за организација. Какви се реакциите на компаниите, на државите кога тие се подготвени повторно да дојдат на саемска манифестација, на саемско представување, а вие им велите немаме простор. Немаме веќе саем. Да, сега конкретно имаме, например, саемот на книга се одржува од 8 до 14 мај. Имаме побарувачка на простор многу поголема во однос на она што може да се закупи во салата. 2 амбасади ќе бидат присутни. И ќе се представат и амбасадата на Република Србија и амбасадата на Сојузна Република Германија. И не можеме да излеземе во пресред. Какви се реакциите? Па, мислам дека имаше многу прашања околу тоа зошто Скопје... Го имате, одеднаш го немате. Го немате, да. Тоа беше една од точките за разговор на асоциациите во кои што сме присутни. Тоа е многу важна работа. Значи, Скопски саем беше присутен и членка на 2 асоциации, и тоа е како единствена компанија од Македонија.
која едната беше Централна европска асоциација, а другата е светска на глобално ниво, светската асоциација на саеми. Во моментот кога го немавме просторот на местото на кое што беше старото сајмиште, и во двете асоциации ни беше членството беше замрзнато и тоа беше Како не постоите? Па да, затоа што во одредени моменти, бидејќи немаше саемски манифестации, не можеше ни да бидеме присутни на таа мапа. Сега, од пред неколку години сме повторно на мапата на саеми, без оглед што членките, некои од нив имаат простор каде што ги одржуваат, но некои се и само организатори на саемски манифестации, тоа е возможно. И на тој начин сме присутни и во Централна европската асоциација и се одржуваат состаноци на кои сме присутни и на светската асоциација на саемот. Каква е соработката, ме интересираате, со саемот, например, во Белград, во Загреб, во Софија, кои се искуствата што се менуваат, што се добиваат? Саемските манифестации се специфична дејност. Значи, кога разговарате за тоа на кој начин се подготвуваат, имаат неколку постулати на кои што се подготвува голем настан, може да разговарате само со некој. Тоа не е мала организација да го напуниш тоа, така со стока, со луѓе, со... И тоа треба да го направите во 2 или 3 дена пред почетокот, да трае и да го демонтирате во 2 дена после тоа. Јасно, тоа е многу организација. Да, многу сериозна организација. Што се случува во тие соработки? Па, видете, ние најпрво за да може да биде квалитетно и соодветно организацијата направена, треба најмалку неколку месеци однапред да биде објавен терминот и датумот, за да може било кој изложувач да се подготви за да присуствува. Треба да има, нели, нарачки кои што ќе треба да ги представат на саемот. Потоа имаме упатства во кои треба да се направи распоред внатре и во 2 или 3 дена треба сите да бидат соодветно распоредени и наместени. Да, тоа е навистина сериозна организација. И поготово кога имате посета која е во толкав број. Да, кога разговараме со саемите во регионот, еве да речеме со нив имаме одлична соработка. Со Белградскиот саем, со Новосадскиот саем. Со саемот во Солун, во Софија, во Пловдив, Загребачкиот велесаем, со саемот Господарско раставишче во Љубљана имаме одлична соработка. На тие состаноци се дискутираат најпрво во саемската индустрија има теми, нели, во насока во која се движиме, дали има повеќе или помалку изложувачи. Она што го имавме на последниот состанок во Солун минатата година, сите саеми во регионот бележеа раст на саемската дејност во да речеме во сите области. Така да тоа беше како генерален заклучок дека без оглед и со постоењето на интернетот и на социјалните медиуми, сепак контактот лице во лице не може ништо да го замени. Колку на компаниите им се исплатува презентацијата на Да, се исплатува. Најпрвен цените не може да се споредуваме со некој од западноевропските земји. И ние и како регион и како не може да се споредуваме, дури ни со овие што ни се соседи, се исплатува. Цените се задржани во на ниво на кое што сме ги имале и во 2017-18 година и мислам дека се задоволни изложувачите, затоа што правиме анкети кога завршува саемот и најдобар показател дали ви е саемот успешен и дали навистина поминале добро е дека следната година повторно се одржува и притисокот за да бидат присутни да го задржат местото, локацијата, начинот, представувањето. Склучени биле договори, направена била... Да. И договорите точно. И договорите за следниот саем некогаш ги добиваме или иницијативата за учество веднаш по завршувањето на саемот. Тоа е веќе успешен бизнис направен. Да, тоа значи наликуваат ли саемите еден на друг, не зборам само по обликот, оно што се случува внатре? Мислите од различна област кога е саемот? Да. Па наликуваат сега, како да кажам... Саем за книга во Скопје и саем за книга во Солун. Да, наликуваат. Тие секако го имаат истиот начин на организација. Значи, издавачите, имаме странски издавачи, оваа година ќе има и промоција на авторот Себастијан Фицек, го носи издавачката куќа Сакам книги, кој ќе биде присутен на 10 мај.
Тоа се исто многу важни работи. Така да сајмот во Солун, сајмот во Белград, сајмот во Скопје за книга, секако имаат промотивен дел кој е многу важен, на пример конкретно за сајмот на книга. Зависи од сајм до сајм. Некои од сајмите се само изложбени, како на пример сајмот на мебел. Имаат различни карактеристики, но ако станува збор за одредена област што се презентира, да, наликуваат. И тие обично се одржуваат и во еден исти период. На пример, нашиот сајм во Скопје за книга секогаш се поклупува со сајмот на книга во Солун. Тие се одржуваат тука во април или во мај. Зависи, значи, така да ние обично ги гледаме и календарите во регионот за да не се поклопиме со некои од тие термини. Кои се сега следните прашања, односно следните чекори кои што треба да се направат? Кога е следниот состанок со господинот Томовски? За сега не е договорена следна средба, значи ние се договоривме некои информации да размениме, во смисла на што е важно за Македонија, кој е календар на манифестации. Сега одржуваме, но во овие услови 4 манифестации. И сајмот за транспорт исто така го одржуваме. Но секако, ако се има простор соодветен и може да се разговара за организација на сајмски манифестации, тогаш веројатно календарот на манифестации би бил многу поисполнет. Ние до 2017 сме имале некаде помеѓу 10 и 12 манифестации во текот на годината. Нешто е во првата половина, нешто е во втората половина од годината. Оно што беше разговарано е да се направи една листа, да речеме, на манифестации кои би биле соодветни за Македонија да се одржуваат и да се види во кои рамки, нели, може тоа да се организира. Така да тие разговори одеа во тој правец во овој момент. Иницијативата е тука да се одбере простор, да се изгради, па потоа ќе имаме ново гостување и да видиме што ќе се случува во сајмот. Јас ви благодарам што денеска бевте дел од студио 10, на вистина интересна информацијата што повторно ќе го имаме објектот Скопски сајм. И позитивна е. Да, од тоа сивило и црни вести што не преплави последниот период, конечно една убава информација добивме дека Скопје повторно ќе добие Скопски сајм. Даниела Бигуровска, јас ти благодарам што овие 20 минути бевте дел од студио 10. Ви благодарам и на вас. Почитувани, правиме уште една кратка пауза, па потоа продолжуваме со третиот разговор.